Децата до 11 годишна возраст тешко можат да се заразат од COVID-19, но лесно можат да го пренесат, уверуваат педијатрите. Доктор Мими Кимовска-Христов вели дека моментално најзагрижувачко прашање е какви последици ќе донесе носењето заштитна маска за време на училишна настава, но и во секојдневието кај децата до 10 годишна возраст. Ако тоа дете 5-6 часа по 30 минути во училиште носи маска, носи во автобусот маска и се враќа назад во автобусите со маска. Рачунете дека 5 часа е со маска и до дома оди повторно со маска. Колку е тој период долг со маска, детето со маска? Навистина се пореметува, значи некој физиолошки процес на размена на гасовите. За педијатрите, прелиминарните образовни протоколи не се доволно добро смислени, особено за најмладите генерации. И не сум сигурна дека е доволно добар, да речам, ке помалите деца или корисен, затоа што тоа дете нема да знае кога треба да извади, а кога да стави маската. Бесплатен масовен скрининг како за наставниците, така и за учениците треба да биде главен услов за стартување на учебната година, велат педијатрите. И внимавајте, значи таа не е мала бројка, ако 20% од деца дојдат во училиште, па и од нив да дојдат 2%, ќе направат една мала епидемијичка одма во така наречен кластер, во училницата, па во училиштето и така натаму. Да не дојдеме во ситуација да брзо ги затвараме училиштата. Меѓу прашањата кои остануваат неодговорени е како ќе им се надокнади наставата на децата доколку неколку пати во текот на учебната година мора да одат во карантин, особено како ќе продолжат со школување оние кои би се лекувале од COVID-19.